Оваа година за прв пат го организираат Скопје Red Light District, еден уметнички перформанс со цел на скопјани и на граѓаните на Република Македонија да им го доближиме шармот на улицата на црвените фенери во Амстердам. Добро, претпоставам дека поентата е многу поголема од... Да, секако. Самиот настан е дел од деновите за правата против насилство врз сексуалните работници, кои што ги започнавме вчера со предавањето на антропологот Лора Аугустина, ќе ги завршиме утре со маршот на црвените чадори, кој што впрочем ќе се организира и по 10-ти пат оваа година. Пораката како и секоја година и оваа година е иста, а тоа е дека насилството врз сексуалните работници треба да престане. При тоа бараме мерки од самата полиција, од надлежните институции, наместо да маргинализираат оваа професија, со тоа да ги маргинализираат и социјално да ги исклучуваат сексуалните работници, да превземат мерки кон нивна заштита пред се од насилство. Сексуалните работници во Македонија се соочуваат со насилство кое што доаѓа од различни страни. Пред се доаѓа од клиенти, меѓутоа доаѓа и од случајни рекетари, насилници кои што сакаат да се живуваат со сексуалните работници, меѓутоа многу често и полициските службеници, односно поединечни полициски службеници се јавуваат во својство на сторители на насилството врз сексуалните работници. Па така, наместо да пружат заштита на сексуалните работници, ги заштитат од насилство, да ги заштитат од повреда на нивните права, многу често и се закануваат на сексуалните работници, ги уценуваат. Имаме документирани случаи каде што полициски службеници дури силуваат сексуални работници, изнудуваат бесплатни сексуални услуги од нив или се работи дури за физичко насилство. Така што нашите барања сега за сега се многу едноставни, а тоа е полицијата, а со тоа и другите органи, како што е јавното обвинителство, меѓутоа и народниот правобранител кој што има надлежност да ја контролира работата на полицијата, да превземат конкретни мерки за да ги заштитат сексуалните работници од насилство. Гледаме доста полиција околу. Ме интересира, стравувате од некакви можни инциденти дури на вакви уметнички перформанси? Како организатори навистина имаме уврска да преземеме соодветни мерки, првенствено да ги заштитиме девојките кои што се внатре во излозите, пред се да спречиме било какво нарушување на јавен ред и мир. Секако, како што споменавме во самата најава, ова е прво дело од ваков тип и ние навистина би сакале да го испитаме мислењето на скопјани, што скопјани мислат за ова, дали тоа е во ред, дали би сакале да имаат излози во нивниот град, дали не, и од тука како организатори, како што реков, имаме уврска соодветно да го заштитиме, односно да го обезбедиме овој настан. Скопјани се љубопитни, но и малку се ирџиски од она што мислам можевме до сега да го забележиме. Како сте вие задоволни од првичната реакција на граѓаните кои поминуваат и како реагираат на ситуација? Така, нашата првична замисла како организатори на стари на коалицијата беше воопшто да не го најавуваме настанот како настан, меѓутоа сепак тоа да дојде како едно изненадување за сите случајни минувачи. Овој перформанс ќе се одвива во два сегменти, односно првиот дел од 17 до 19 часот со 1 час пауза до 20 и веднаш потоа од 20 до 22 часот. Се надеваме дека особено во вториот дел од перформансот ќе имаме навистина случајни минувачи, како што може да видите дека и улицата пред излозите е затворена, со оглед на тоа затоа што имаше застој во сообраќајот. Возачите се љубопитни, застануваат, сликаат, прават селфиња и со цел, нели, и заради безбедност и на самите присутни овде, сообраќајот беше затворен од оваа страна на коловозот.